Почитувани граѓани, ветивме дека ќе обеледениме вистината за Македонија и денеска продолжуваме. Како што рековме, секое следно објавување докази ќе биде пошокантно и позапрепастувачки за Република Македонија. Затоа што тоа го правеле Груевски и групата околу него, со своите граѓани, со државата, со медиумите, со политичките противници, е грозно и оди до граници што нормален човек не може ни да ги замисли. Слушнавте дека братучедите Груевски и Мијалков масовно прислушувале. Слушнавте каков упат направиле во правосудството, како масовно местеле судии, како нарачувале судско-обвинителски пресуди. За правосудството ќе видите уште многу во деновите што доаѓаат. Но она што денеска ќе го слушнете е ужас. Од разговорите ќе ви стане јасно на што се подготвени братучедите Груевски и Мијалков со неколкумина нивни соработници. Какви заложници сме сите во сопствената држава, во која што нема судство, нема полиција, нема систем, туку се е инструирано и диригирано од таа мала група, фамилијата на Никола Груевски. Зашто? За лични цели и одмазда? Почитувани граѓани, денеска пред целата јавност во Македонија го откриваме политички монтираниот случај со Љубе Бошковски. Ке слушнете како однапред било испланирано апсењето на Љубе Бошковски. Ке видите како режисерите на сценаријето, директорот на УБК Мијалков, министерката за внатрешни работи Јанкуловска, шефот на кабинетот на Груевски Протугер, нечовечки и сеирџиски во соработка со главниот и одговорен уредник на Сител Драган Павлови Клатас и сопственикот на Канал 5 телевизија Емил Стоименов го подготвуваат филмот Апс на Бошковски за негово целосно понижување, а јавноста и гледачите да бидат ужаснати од тоа што ќе го видат. Бидејќи разговорите ги објавуваме без било каква интервенција, така како што биле водени, однапред ви се извинуваме за вулгарностите во аудиоматеријалот што ќе ви бидат презентирани. Тоа е начинот на однесување и говорот на овие луѓе кои се на власт. Бидејќи еден од најприслушуваните од Груевски и Мијалков е Драган Павлович Латас, од неговиот разговор со Мијалков се дознава дека директорот на УБК Сашо Мијалков уште на денот на апсењето на Бошковски знае на колку години затвор Љубе Бошковски ќе биде осуден. Еве ја првата снимка. Ало, началниче. Добре, друг да ми каже, после ти се јаваш. Абе, бега, не ми се јаваш, ти дигам на телефон, ти бртам не јаваш, не заеба. И ти па и оној дебелиот не се јава, ебате, бега. Не, ми само што ми кажа 5 минути пред теб. Ама чекај малце сега, ја бе голема гужва, знаеш, и ова беше трка со време. Отчил кеш го фатиле? Да, ја фали парите 100.000, 10 пачки од по 10.000. Лежеше таму едно пола саат на стомак, врзан на влицици, дојде новинари и ги посликаа, го направија, он вришкал. Сашо Мијалков ме намести, солзи тешел. И вика, како ми го начука Сашо Мијалков, а врзан со влицици од позади, као Штрот-Кан. А чекам што вика, од кај му се тие скили? Веќе ги кажам, тоа ги зима за кампања незаконско финансирање пари, ова му е трепат како ги зима, има земено еднашка 10, еднашка 20, 100.000 и тоа е кривично дело минимум 5 години. А чека, од кај ги зима? Ги зима од човек. Ама од странство? Молим? Од странство или од тука? Тука бе, тука у Воденица. А у Воденица јас ме пишале на граница. У Воденица бе, каква граница бе? Па, многу се... Абе, лежеше тука 40 минути бе, сите го гледаа бе. Па го свртеа со главата према веце, со лициците, народ гледа.
Не. Моја да мајка, да што да ти речам сега? Нека ја не гомна се. А? Сега со Велија заедно ќе се дружат. Со Велија ќе слават победа сега. Да. 8 години ќе му биде ова, да знаеш. Види, 30 дена ќе ги помине со Велија, а после ќе... Какви бе 30 дена, не искаш тој до издржување да казвам, какви 30 дена, што ти на тебе? Не, зборот ми е со Велија ќе бидат минимум 30 дена заедно. Не знам, ја ќе му пуштам некој вака по надален на го ебе унутра. Велија не може да го ебе добро. Ја мислам Јохан ќе се расплаче Лука кој ќе чуе. Да. Посреќа ми. Така, што ти реков ја понеделник почињам да сам? Говедо едно маме у пичка. Ти реков ли ја? Але, пази, заврши ја изборите и утре ден така. А пази, 100 ќе зела за кампања која не е ни плаќа, без пари му ни тоа е. Да, тоа е тешка злоупотреба. Накалемене, значи натоварене, со докази, со све, не може да мрдне. Него вади Господ. Кој му дава пари? Му дава човек, тоа е заштитен сведок, не може да се зводи тоа. Да. Така, ајде. Ајде, чао. Овој разговор што го слушнавте е ден по изборите, кога е уапсен Бошковски. Но уште на денот на изборите, Мјалков му го најавува на Латас ова што се случува потоа. Еве ја втората снимка. Ја мислам дека ќе изненади мене, да знаеш. Некој ме води некоја интуиција, така, не ќе да зборам пред рука. Ја мислам дека ќе биде како што збориме. Ни изненаđење во една, ни у друга страна. 50% минимум, 50 минимум у Македонија, минимум ти зборам се. И тука, негде кон 55 ќе биде, тоа е доволно. Можеш еден да коалицираш, можеш со друг, ќе го земеш ЛДП, МЛДП, го земе нека пратеник за да се појачаш, да личи 5-6-7 да биде. Ќе биде и боле, а тоа што ќе биде боле ќе ти кажам утре. Добро. Утре ќе правиме мовет и ќе ти кажам ова што ти го кажав сега на што сум мислел. Ти види ова до ока, тоа треба. Ја мислам дека ќе изненади мене, да знаеш. Некој ме води некоја интуиција, така, не ќе да зборам пред рука. Ја мислам дека ќе биде како што збориме. Ни изненаđење во една, ни у друга страна. 50% минимум, 50 минимум у Македонија, минимум ти зборам се. И тука, негде кон 55 ќе биде, тоа е доволно. Можеш еден да коалицираш, можеш со друг, ќе го земеш ЛДП, МЛДП, го земе нека пратеник за да се појачаш, да личи 5-6-7 да биде. Ќе биде и боле, а тоа што ќе биде боле ќе ти кажам утре. Добро. Утре ќе правиме мовет и ќе ти кажам ова што ти го кажав сега на што сум мислел. Ти види ова до ока, тоа треба. Ја Следните два разговора се класичен доказ како братучедот на Груевски Сашо Мијалков нарачува што и како ќе се прикажува по телевизиите. Личната и фамилиарната одмазда кон Бошковски не завршила со неговото апсење. Љубе мора да биде понижен. Ова му го нарачува Мијалков на Латас. Еве ја третата снимка. Ало. Па, може и побај стеки да, слабо стеки да знаеш. На канал 3 пати боле да. Што е работа? Ова треба да продаеме јако да мајма мајката. Ова 5 дена ќе овртиме шо јако. 5 дена ќе овртиме. Па 5 денова ќе овртиме. Добре, има побај како лежи на земја, како оно на вези тамо ти жити све. Ја ќе ги кажам, јас сум утре, ја утре пак ќе го раскажам, не си ке. Утре? Добро, ама и за денеска, знаеш, ама добро, денеска помина и тоа, за вечер може да се биде нешто хубаво. Јава ви пак. Добро, вечер ќе има изнесување од суд, внесување од суд, али кога лежи на доле на улица лежи као говедове, а? Кога ќе го враќаат кај колата е добра да се прикажа. Па тоа е сега ќе биде. Ајде ќе му кажам да не ради да таму. Дел од разговорите кои што овде ги даваме се само секвенција од разговорите, но новинарите ќе ги добијат комплетно целите разговори во цедињата и на веб страната ќе бидат објавени комплетно целите разговори како што се водени. Разговорот на собственикот на Канал 5, Емил Стојменов, со Сашо Мијалков, ја потврдува јавната тајна дека Мијалков менаџира со телевизиските прилози. Но овој разговор е доказ и на нешто уште пострашно, дека Бошковски е апсен од одмазда. Еве ја следната снимка. Ја ветив една работа дека од понеделник апсам. Видов ја, ама ти па не дочека, не си у пичку, мате. Не можев да чекам јас. Тачно чекав 5 јуни да пројде кампањата да видиме кој е кој и од 6 ти почнем саптење.
Не, друже, ала нека ти ова за денеска, јас се изненадив, ја не веров, јас знам дека мене ми кажа ти, ама ја мислев дека викам од среда, од среќен ден, ама ти од денеска е птено нака, разбираш? Не, ја реков од понеделник почини нема. И тоа почнав од тој најовака што е најубав за апсење. Најубав, да, ете. Од лепотанот, да? Од лепотанот, че вениње нека го види се у Скопје, мамицава. Прати камери цело суд тамо, Добро? ќе го носат на суд. У Добро. Пистој предводеница може да имаш камера, треба да Има, гледам бе. Абе, гледа по И пета. слушај, А, гледам, немој, ќе се пуштате оригинал кој што ти го снимате, немој што заматувате ово. не ве забе го пуште у пецат со пиштолот и со тоа, јас ги Е, ведам така, да. Видов, абе, снимката е... Јас само канал 5 не видов, имам состанок у другата сала. Не. Така нека се оди, така ќе се оди, така. Така, бе, друже, така, што ти е тебе, бе, за љубе, бе, не љубе, него пуштаме ја. Све да му ебам, ја не. Тој само, знаеш што, уште кеф да ми направиш тој љубче да го апсиш и тука веќе ќе готово, крај си ме... Ќе пајме, бе, Мамицава да му ебам. Ти добар ли си? За овој кеф ли ти е? А како не ми е кеф? Охо. Абе, ние не го пуштивме една секунда, јас што јадем копна цело време. Али ова е добро, пети завршува, 6 јапсење. Така, сигурно е, така и ще... Еден вика тука, вика пријател, вика, слушаш сега ќе го види, ще венинген кој ден ќе му се видело, вика. Нека се така да се врати Сега назад. у шутка ќе го јаде тамо, ќе го еват наркомани. Нека го еват, што го евеш, јадеш Шиптари и однако на наркомани, никој. што и така многу да се држи. Да, многу фрајер е бил. Иначе, знаеш што викаат? На Велја се Велја станал и прашал која дата се, го лажиле дека било 4, дека не е 6, разбираш. Што збориш бе, тоа бите? Да, бе, да, и телевизијата, како ме рече Брицо, вика, не се викала Ајден, дека се викала H1, разбираш? Апседен, а? Седен. Што погада у тоа. Слушај, така да те чатам за денеска, ќе те викам, ајде. Ајде, чекам да се видиме и ети, и тие Важи. двете работи да си ги завршиме. Да, и прв. другите работи, да. Ајде, Да. ајде, чао. Ајде. Ја, Во меѓувреме, Мијалков и Јанкуловска менеджираат и се друго во државата. Следниот разговор на Јанкуловска со шефот на кабинет на Груевски Протогер открива колку не се случајни сообраќајните контроли на патиштата. Посебно во време на протести открива со што се занимава МВР. Еве следната снимка. Да. Ало, Борде, кажи. само пишав и на Сашо. Демек некои 5 автобуси тргнале од Прилеп. Комуњари ги организираат за протест. Ако да не е проблем, нека те рад. Технички преглед, бе? Не, што се кираш? Ќе си ги средиме ние. Добро. Океј, ајде. Едноставни се решенијата, технички преглед и готово. Учеството во протестот е спречено. Злосторството и местењето на власта не завршува со ставањето на Бошковски зад решетки и со нарачаните понижувачки снимки по телевизиите. Гордана Јанкуловска и Мартин Протугер договараат што да подметнат да оди на телевизија. Под превезот дознава Канал 5. Слушнете. Те го. Шо кажа? Ти? Еве и ја. Што има? Ништо бе, ова ќе помине добро. Кој? Да, бе, да. Добро да трашам. Кај наши е добро, ја вазеле жена му плачела, кај маш ми правна држава, нема кај да се обратам, монтирани случаи, Јохан, Сонја, Каква врска има Јохан Сонја? Кубела Коси. Добро е да кажете за шо е, знаеш. Кажавме. Кажете се. Иво имаше прес, да. Ама сега заврши, знаеш, што Што кажа напред? незаконско финансирање на кампања, во 3 наврати давани му се пари, еднаш 10, па 20, па 100.000, фатен со парите. Тоа што може да се каже, ама мислам ефтен, јас ги видов снимкиве нашиве што ги направиле, Кесиче од Зара и од Кесичево стотки искачаат. Дали ние можеме, Крцка Кесичето, пуно со паричиња. чека, дали ние можеме
освен ова да муабетот да го пуштиме. Зависи у каква форма муабетот. Не. Да кажеме што било. Дознава Канал 5 дека тоа е тоа. Дека не зборал Не. да го продаде името на пева. Ајде да го чуваме тоа за од утре, задутре да ја напишат пријавава денес. Оти, знаеш, денес мораме да ја изфорсираме, да имаме пријава, да нема простор за тензија. Он кога ќе си влезе у шутка, друг е муабетот више кој е напре. Слушај, ја од утре му изјавам сите комитети во рок од недела дена му распаѓам партијата. Сите, у цела држава. Тоа е супер, ама треба и да направиме, Мартин, еден список, да ги сотреме. Како да ги Значи, па така, не може бе некој што душа ни ваде во кампањава, плата да му даваме ние у институцииве. Еве, кај мене, например, тие што му биле обезбедување. Нема бе да работат у МВР, нигде нема да работат. Пака се, на главните луѓе, тие што ни беа највака, треба показна вежба. И више на Билјана, на Томчева. Да. Ги бркаме, му кажав на овој, од денеска, на Клод. Да. Па види, овие што се джандариве од кај мене, например, му биле на листи на љубе. Се. Значи, тие луѓе најмногу што не плюкале, што биле најаксвени, да. Другите, оние обичните што се Да, некој наше членство, Знаеш, мислам грево, што би рекол БЦ гревови, го излажале, ама Томче не може бе цела фамилија упиом да му работи, Билјана не може, не знам. Ја ќе го Тие што му се, не знам, оваа Наталија кај му работи, сите тие такви што му се најекспонирани, треба да вака да им се отчита лекција. И плюс на комуњарите исто. Не може бе некој кај рада у штаб вчера седи на прес да работи у институција државна. Ја не ги знам кои се, ама предпоставам дека треба една јака анализа до формирање на нова влада да ги исчистиме. Дозволи. Само. Хај. Се претера. Да. Мислам, душа ни извади. Замислете какви луѓе се овие. Местат наводни информации преку телевизиите, дури договараат и во која форма да одат. Под формулацијата дознава Канал 5 дека Љубе Бошковски сакал да го продаде името на државата. Такви сценарија секој ден користат и тоа најдиректно го признаваат. Врв на целиот хорор филм што го прават околу Бошковски е разобличувањето на нивната главна цел – да се преземе партијата на Љубе Бошковски и внимавајте кој збор го користат. Да се сотрат сите кои не се наши. Да ги сотрат сите кои не се нивни, ете тоа е големата идеја на ова ВМРО ДПМН. Во таа акција се друго им е неважно. Еве, од овој последен разговор што ќе го слушнете помеѓу Јанкуловска и нејзиниот помошник и портпарол во МВР Иво Котевски. Кога станува збор за новинарска информација дека дете е убиено на плоштад, тоа е загинатиот Мартин Нешковски. Јасно е дека за Јанкуловска и за Котевски тоа не е важно. Важно им е колку насилни снимки ќе оделе по вестите, а новинарите се наречени со погредни зборови. Слушнете ја и оваа снимка. Да. Ало, само да прашам, пошто ете нема време, бараат и вестници фотки. Дајм да. Имало на снимкиве, не ќе дајме него на снимки, имало некој малку гајичко што ми кажува, јас сега се качувам према канцеларија, по-насилни, односно... Па нека одбере по-ненасилни се. Така, и ја мислам тоа, легнување на асфалт може, ама Пуки или некој други му бутале пиштол у уст. Тие нека не ги даваат. А легнување на асфалт може, така? Да, бе, да. Тоа е културно што... Па тоа цело Скопје го виде. Да, па и Штроскан го апсеа со лисици. Овие морони од Ајден не прашуваат. Океј, се, ајде да гледам Ајден, се договоривме за ова. Ајде, чао. Прашуваше за убиено дете на плоштад. Ете овие луѓе. Груевски, Мијалков и неколкумина нивни соработници ги окупираат животите на граѓаните со прислушувањето.
ги злоупотребуваат институциите за некого да сотрат, да стават во затвор, да се покажуваат и да се чувствуваат големи со овие невидени уставни и законски прекршувања на нивните должности и овластувања. Со тоталната медиумска контрола прават сценарија и филмови од реалноста. Знаеме дека немаат одговорност. Видовме дека немаат срам. Денеска целата јавност е сведок дека овие луѓе немаат ни малку човечност во себе. Секое ново објавување докази и аргументи ја разјаснува сликата на тоа какви нелуѓе владеат со Македонија. Со се она што следува, ќе ви станува на сите се појасно. Почитувани граѓани, да ја сотрат Македонија нема да им дозволиме. Ветуваме дека ова повеќе нема да дозволиме никогаш да се случи во Македонија. Во деновите што следуваат, секако продолжуваме. Повелете прашања. Повелете. Ве молам. Груевски и Мијалков и се е можно. Секако, уште на првата пресконференција и ова сценарио го отворивме како можно од страна на дрските и безобразни поединци во оваа власт. Но знаете дека сме подготвени и апсолутно ништо не може да ја спречи целата вистина да допре до граѓаните. Повелете други прашања? Коментар за изјавата на Јоханес Хан дека целиот случај треба преку институциите да се реши. Преку правосудните системи на оваа наша Македонија. Најавив во оваа пресконференција дека следуваат и други докази и аргументи за правосудството. Ова безобразие кое што го објавивме на последната пресконференција само покажува како се местени судии, како се разрешувани судии, како се местат судски одлуки, како се местат нивни партиски членови за судии и подржувачи. Но верувајте, ова е само најава за подготовка на јавност, што се случува во нашето судство и во нашето обвинителство. Институции на системот во Република Македонија не постојат. Заради тоа и не сме во парламентот 8 години. Право и правна држава во Македонија нема. Тоа го кажува и извештајот на Европската Унија неколку години наназад. Извештајот на Стејт Департментот и сите други извештаи кои што стигаат до нашата Македонија. Повелете други со прашања? Немаме повеќе прашања? Повелете. Господине Заев, денеска Фокус објавува дека адвокатската канцеларија на Мијалков е упадната во судскиот процес пуч, односно се адвокати на некои од обвинетите, се добива впечаток дека практично власта подготвува некакви сведоци кои што би зборувале против вас и кои можеби ќе дадат многу поинаква димензија на целиот случај. Очекувате ли вие дека вашите извори би се појавиле во една судска постапка затоа што во еден дел очигледно ќе биде борба сведок против сведок? Прво, не очекуваме правна разрешница на овие случаеви од проста причина што не веруваме. А гледате, сепак поднесуваме кривични пријави заради тоа што сакаме да оставиме трага. И сакаме да покажеме дека го почитуваме и уставот и законот во Република Македонија. Тие не се тие што не чинат. Имаме добар устав, добар закон. Не чинат поединци во правосудниот систем, прво заради тоа што еден мал дел се директни извршители на властодржците како поединци од извршната власт. Останатиот дел се честни луѓе таму што работат. Голем дел од нив се под притисок да тоа го прават. И јас се надевам дека ќе се охрабрат и одважат, ќе испишат историја, ќе помогнат на нивната Македонија и на нашата Македонија. Но истовремено, многу ми е драго што токму вие, новинарите, совеста на Македонија, тоа го препознавате, што се случува со некои од притворените. Господ знае само ни што минуваат луѓето таму. Само Господ знае од вака забегана власт. Но апсолутно
Се е можно и секаков вид на сценарио е можно да разработат овие луѓе кои што ја водат Македонија. Зошто? Заради тоа што знаат дека се работи за нивна кожа. Но и тоа вистината не може да ја спречи. Вистината е само една и вистината имаат право да ја знаат сите граѓани во ова наша земја. Повелете. После вашите бомби експлодираа вистински бомби, почнаа исто како пред неколку месеци во судот во Скопје, а претходно имавме во Тетово, Кованово и така натаму. Не се пријели автори така натаму на овие вистински бомби, така да кажеме. Кој е ваш коментар за ова? Можем да дадам само одговор, барем мене веќе ми е се јасно. Се ми е јасно што се случува во оваа земја. Сите прозорци и врати се отворени. И се тресам, и сум запрепастен, и сум затечен, не дека не сум очекувал, но до толку, апсолутно никој не очекувал. Затоа, како ги објавуваме доказите и аргументите, и вам ќе ви стане се јасно. Апсолутно сите знаеме кој е должен да ги открие сторители на вакви или на слични случаи во Македонија. И тоа не се прави. Има намера, има мотив зашто тоа се случува и секако ќе го дознаат граѓаните. Повелете други прашања. Не очекуваме правна разрешница. Политичка разрешница очекуваме. Политичка разрешница, која што значи ова власт и ова зло да замине. Повелете. Не ве слушам, ве молам. Може би и досега ме прашале, меѓутоа во последниве денови многу се шири фама дека вие подготвувате некаква улична револуција и насилно преземање на власт. Јас ве молам да ни кажете како ќе ја преземете насилно власт. Ние сме истиот Социјалдемократски сојуз придружуван со своите коалициони партнери, кои што бевме сиве овие скоро 9 години во опозиција. Ние сме истите луѓе. Ние сме тие кои што не гледате со сите наши предности и слабости. Неколку работи тврдам. Овој процес кој што го отвараме не може да предизвика меѓуетнички конфликти. Овој процес ги исплотува граѓаните од сите етнички заедници. Го чувствувам тоа силно, го чувствувате и вие. Може некој политичар да се обиде, но со секој нов доказ шансите за успех на таков политичар му се никакви. Тоа е добро за нашата земја. Втората работа. Велам никогаш повеќе да не се повтори. Не може ЗАЕФ и опозицијата да објавуваат вакви докази и аргументи, а во иднина некој друг да си дозволи вакви работи во нашата земја. Тоа само по себе покажува дека сакаме внимателно да го истуркаме процесот, кој што на Македонија ќе даде шанса за убава иднина, а не да ја врати неколку чекори назад. Секако знам дека се згрозени граѓаните од тоа што го слушат на секоја од овие пресконференции. Но апсолутно и јавно тврдам и апелирам, ова е нашата земја. Со доказите на внимателен начин ќе падне ова власт. Нема потреба од насилство. Не се виновни членовите и симпатизерите на ВМРО да помане. Го кажав уште на првата пресконференција. Поединци се во прашање. Поединци. Затоа апелирам, ова е наша земја и заедно ќе ја градиме во иднина. Заедно сите, и од политички разноликости, и од разноликости етнички и верски. Сите заедно како што сме ја граделе, така и ќе ја градиме. Ниту помислуваме. Ни вадат снимки од пред не знам колку месеци, каде што наши членови тренират. Тренират, апсолутно. Да не навлегуваме во вакви работи, дури и кога се биле протестите. Вие знаете кој организираше контрапротести. Кој нападна зградата на Социјалдемократскиот сојуз на тој 24 декември, кога се случуваа настаните. И тогаш бевме само во одбрана на нашата територија, која што е партија, каде што има документи, докази, наше членство, наши стратегии и апсолутно си го заштитивме нашиот интегритет. Ниту имаме намера, ниту ќе дозволиме. Ако нешто се случи вакво, ќе го менаџираме во спротивен правец. Да биде во интерес на граѓаните и на државата. Ајде ве молам. Ајде уште ова прашање, повелете. Јас реков јавно. Техничката влада беше прецизирање на наша формулација за практична гаранција за фери демократски избори. Може да донесеме какви сакаме закони.
Побаравме и практичната реализација на тие закони да биде гарантирана. И ги спомнавме 4 министерства. Министерството за внатрешни работи, за финансии, Министерството за труд и социјална политика и за земјоделие. Сега веќе сите знаеме дека тоа не е така. Ќе ги објавиме нашите очекувања во моментот кога ќе дојдат. Но вие сами ги наговестувате и сами ги осознавате. Мора да има гаранција на слобода и демократија прво. Мора да има после тоа гаранција на слободно изразена волја на граѓаните. И апсолутно сме подготвени без било какви суети и без било какви калкулации. Се што е во интерес на граѓаните и на државата, да седнеме, да разговараме, да го изнајдеме решението и секако никогаш повеќе да не се повтори тоа што се случува. Исто како што и вие го толкувате. И ние сме обични луѓе овде, кои што си ја сакаме државата. Јасно не е дека подготвуваат нешто. Така, не седат така. Подготвуваат нешто. Но што и да подготвуваат? Што и да осмислуваат? Како да навлегуваат се подлабоко во кашата? Можат само штети врз Македонија да прават. Апсолутно ниту вистината ќе ја спречат, ниту нас ќе не спречат. Овој процес е можеби шок во моментот за целата земја. Но верувајте, најверојатно мораше да се случи. Но после шокот доаѓа сонце. Доаѓа убава иднина на нашата земја. Затоа реков, уште при првата изјава, радувајте се. Оти процесот што ќе го почнеме, ќе ја донесе слободата, демократијата и европските вредности. Ви благодарам на сите. До гледање до следниот настап.